Поради фактот дека по завршување на затворениот дел од последниот состанок на кризниот штаб одржан уште на 5 април по првиот смртен случај од COVID-19, до денеска не е лиферувана никаква информација за што се разговарало или што се одлучувало, дали било важно за граѓаните или не. Изолирани од работата на кризниот штаб, медиумите се принудени да бараат споредни извори или да шпекулираат што е толку доверливо и тајно што се криеше од јавноста. Ако е познато дека бројот на новозаболени се објавува на дневна основа, а информациите доаѓаат од централниот кризен штаб, тогаш можно е првите луѓе на општа болница, на здравствен дом и на другите институции и органи меѓусебно да разменувале информации кој колку е подготвен или не подготвен за предизвикот што следува. А предизвикот е се поголем број новоинфицирани и тековното нивно менаџирање. Претпоставката базира на нешто повисокиот тон со кој секретарот на општината Александар Јосифов ги запраша одговорните конечно да кажат повеќе информации во врска со состојбите во здравствените институции на терен. Исто како што градоначалникот Илиев на почетокот на состанокот побара од раководителите да информираат за активностите во сопствените сектори. Истовремено прозвучи невообичаено разговорот меѓу директорите на Општа болница и на Центарот за јавно здравје, кога едниот соопшти дека имал доволно скафандери, а другиот побара да им дадат неколку за да може да функционираат. Чудното е што двете институции се во исти круг, ама двајцата директори чекале од кризниот штаб да ги разменат информациите. Феноменот затворени седници поврзани со коронавирусот, според наши информации од контакти со колегите од повеќе телевизии во југоисточниот дел на државата, е својствен само за Кочанскиот кризен штаб, бидејќи во другите општини соработката локална вест медиуми функционира безпрекорно.